Тука на брегот на Дунав во Нови Сад, под Петроварадинската тврдина, на ова благопријатно октомвриско сонце, зборуваме за фудбалскиот клуб Вардар, за неговите последни резултати, да не речам поразот од Шкендија на домашен терен, и зборуваме за она како Вардар го гледаат оние кои го сакаат и го носат во срцето и душата, како го гледаат оние кои единствено гледаат дека е последен на прволигашката табела и како го гледаат третите кои забораваат дека Вардар во февруари 2023 година, да не речам, беше во жив песок некаде до под носот и дишеше на цевка благодарејќи на некој кој веројатно не му го посакувале доброто на Вардар. Секој пораз боли, така и поразот од Шкендија. Добрата игра кратко се памети, ден, два, три и толку. Останува оној неубав резултат, оној пораз. И тоа се врти во кулуарите, иако многумина сите и оние кои го сакаат Вардар, најмногу и оние кои се неутрални наблюдувачи на фудбалската игра и оние кои не го сакаат очигледно, вела дека Вардар играл добро против Шкендија. Не е тоа тема на емисијата. Сакаме нешто друго да апострофираме, да потенцираме и да ставиме на ачик на јавноста каде беше Вардар 2021 година, кога испадна од првата лига по сите тие перипетии и глупости кои се случија со претходниот негов собственик и газда кој го купи за 80.000 евра. И каде е Вардар сега, октомври 2023 година, како функционира, што има позади него, кој стои позади него и како целата таа работа може да се развива. За сето ова во блиц продолжение на нашава емисија посветена на фудбалскиот клуб Вардар на брегот на Дунав во Нови Сад, Република Србија. Многумина од моите пријатели кои ги познавам и ги знам од минатиот век и за кои со сигурност, да кажам, знам дека го сакаат Вардар и му мислат добро на клубот и кои многу реално приоѓаат на сите негови аспекти, вклучувајќи и овој резултатски неуспех, меѓутоа вклучувајќи го она на каде се наоѓа Вардар од организационен аспект, да не речем и од управувачки аспект, вела дека ова ситуација на Вардар датира од пред 10, можеби 15 години, дека не е дојдено од вчера и дека години поред Вардар е постојано во некоја криза, те организациона, те финансиска, те од аспект на управувачкиот пакет или председателот на клубот, те од играчки кадар, те од некои газди кои го имале клубот, кои финансирале, па престанале да финансирале, да не редам се понатаму. Но нашиот аспект, акцентот на ова емисија е последните 3, можеби 2, 3, 4 години, некаде кога Вардар не доби лиценца за настап во европските купови и испадна од првата во втората лига. Мислам дека таа најнова голгота заслужува внимание и треба да се каже дека Вардар во времето на ковид кризата тренираше или не тренираше по околните скопски села кои му излегоа во пресет на клубот со тие услови што ги имаат и што ги немаат. И некаде февруари 2023 година, зборуваме за отприлика 8 месеци наназад, Вардар ги почна подготовките не повеќе од 10 дена пред пролетниот старт на тогашната втора лига, зборуваме за сезона 2022-2023 година. Во трка со неколку клубови кои претендираа за влез во првата лига
и кои имаат далеку помоки спонзори, пари, платени играчи, инфраструктура, услови и така натаму. Вардар влезе со 10 дена подготовки и го одигра својот прв натпревар месечини на 25 февруари против Арсими на стадионот во автокоманда на стадионот на Железарница, играјќи 1:1. Арсими беше најдолу на второиграчката табела. Не се Вардар промаши пенал 1:1 и душегрижниците почнаа да маваат со раците, ништо не бидува од Вардар, далеко е првата лига, Вардар ќе се растори и така натаму. Никој жив, никој, па ниту ни еден новинар, ниту некој душебрижник од овие сега кои нешто скртаат, изиграваат фотошоп мейкери, кога е во прашање Вардар на живни нив страм, не се ногеше за сходно да каже каде е Вардар, што прави Вардар, или да го спомене тогашниот председател, не сакам името да му го кажам, кој 2 години го водеше Вардар и 14 плати не исплати. Сега сето тоа е као заборавено, како да не било. Како овие играчи да заборавиле дека играа 14 месеци без пари го внесоа Вардар во првата лига. Како некој намерно да сака да го прескокне фактот дека веде раководството, дел од навивачката група, комити, го направија тој исчекор, ја воведоа таа мртва стража и го спасија Вардар. А зошто и како го спасија? Еве, една мала дигресија, еден брейк, пауза и конкретно да објасниме дека оваа резултатска криза на Вардар можеби е нормална со оглед на сето она што го преживеа и помина Вардар во последните 10 месеци. Се редеа резултатските успеси на Вардар како на филмска лента во втората лига и Вардар стигна до тој бараш натпревар во Кавалдарци, каде што го прегази Скопје со 3:0. А мртвата стража на комитите воведена некаде крајот на март, почетокот на април, ги даде резултатите од аспект на тоа што поранешниот председател, ајде да го кажам, Слободан Крстевски Цобе, жив новинар не го спомна 2 години, нити го искритикува, нити кажа што тој му направи на Вардар. Да не зборувам за претходниот газа, до кој нели играа во Лига на Европа, ама парите кои стигнаа за тоа играње во Лига на Европа не стигнаа во касата на фудбалскиот клуб Вардар. И тоа е посебна тема. Значи сите го забораваат тој период, го прескокнуваат и сега виновни се фудбалерите, виновно е сегашно раководство, виновен е, не знам, секретарот на клубот, потпоролот на клубот, економот кој ги пере дрсовите затоа што Вардар има 5 бодови. Да не зборам за стручниот штаб, за тренерот Александар Васовски, неговите помошници. Сите тие се демек виновни. Добро, виновни се. И Вардар има 5 бода, тоа не е добро и не треба тоа да се бега. Меѓутоа, никој не смее да заборави дека Вардар застана, не пропаѓа, дека пакетот управувачки акции се откупени со 3 дополнителни акции со златна акција од веде раководството на комитите, дека Вардар е веќе интересен за некои инвеститори, дека Вардар го врати спортскиот комплекс во хиподром, што е многу важно, што му беше исто така ускратен на некој начин, оневозможен да тренира, дека Вардар ја враќа името на младинската школа Кирил Симоновски Джина и има комплетен комплекс во населба аеродром со помош на локалната самоуправа каде што ќе тренираат младите категории. Не треба да се заборави дека актуелното раководство исплати 4 плати. Даде награда за влез во првата лига, ги опреми играчите. И знаете до каде дојде Вардар? Вардар дојде до ситуација играчите додат во карантин, нешто за кое се сонуваше пред 5-6 месеци, каде што нема кој дрсовите да им ги испере. Сега фудбалерите, не сакам да бидам погрешно сватен од нивна страна, бараат додатни витамини преку кашкавалот кој бара да биде пермазана, да не биде не знам каков, и тоа е нормално барање, не е ништо екстра барање, и веде раководството го услишува и тоа. Значи Вардар е подигнат на едно повисоко ниво. Дајте да не бегаме од тоа. Зошто не го гледаме тоа? Зошто ги гледаме 5 бодови и трите домашни порази и ремито таму, не знам, против Силекс? Ќе кажам сега во финишот на емисијата како изгубивме во Кавалдарци, како изгубивме од Шкупи, како
од Гостивар, како од Шкендија. Една фудбалска, да кажам, анализа со поинакви очи, не со новинарски очи. Но ова што го споменав нанапред, не треба да се бутнува на страна и не треба да се тргва од фокусот на вниманието. Не треба никој да заборави дека Вардар е интересен за странските инвеститори. Дајте да почекаме и да не бегаме од резултатската криза. Затоа вината стои тука. Во продолжение, како Вардар стигна до ова бодено салдо низ микроскопот на скок и неговата продукција и како беа забележени од наша страна тие порази, тие неуспеси. Како што го гледате овој мега брод, ресторан, хотел, закотвен овде на брегот на Дунав во водите на реката, така и плени за својот шарм, убавина и вака елеганција. Така исто е фудбалскиот клуб Вардар закотвен на фудбалската мапа не само во Македонија, не само на просторот на поранешна Југославија, туку во Европа во рамките на УЕФА и на светската FIFA фудбалска карта. Вардар може да има резултатски неуспех, може да трпи критики, меѓутоа Вардар не може да биде помрднат некој како што сака, а овој закотвен брод може да го помрде само капетанот со дозвола и со причина за подобро на бродот и подобро на гостите на бродот. Така и Вардар некој може да го помрдне кој ќе дојде новиот капетан со причина и само за подобро на Вардар. Закотвеноста на фудбалскиот клуб Вардар на сите овие фудбалски мапи не може никој да му ја земе. Да објасним овој со резултатскиот неуспех. Од вкупниот број на порази, дури 4 порази се претрпени со удар кон нашиот гол и примен гол надвор од 20-25, можеби 30 метри. Првиот надвор со Брера го изгубивме така против Шкупи на стадионот во Маџари, примивме гол надвор од 16 метри, можеби не беа 25, меѓутоа 20 на метри влезе топката. Во Кавадарци исто така убав еврогол од 30 метра, 35 метра, Вардар загуби 1:0 од Кавадарци, 1:0 од Шкупи, 1:0 од Брера. Последниот пораз од Шкендија на 1 милион шанси на Вардар. Добар удар, можеби од 30 метра, 25-30 метра. Повторно Вардар прими гол. Не беше надигран. Не беше, да не зборувам за пораз од 3:2 од Моска, кој што сплет на околности како сето тоа се заврши. Ремито против еден силен Силекс на домашен терен со играч повеќе примивме гол на 2-3 минути пред крајот. Ако сето тоа се анализира низ некаков друг агол, не мора да биде вака, да кажам помалку и заобиколен новинарски агол, Вардар не бил дотолчен, не бил дотепан фудбалски, не бил ставен во мишја рупа, што се вели. Иако сите овие порази се порази, болат и во најмала рака се заслужени, не можеме да кажеме дека Вардар требаше тогаш да победи, а изгуби. Не е поентата во тоа, поентата е во закотвениот брод, во закотвениот Вардар, фудбалски клуб Вардар, и во тоа дека сето тоа може да се помрдне само со добра желба, со позитивна енергија и да оди на подобро. Не може да оди на полошо, иако некој како да го помислува тоа или да го посакува. Сите кои го носат во душата Вардар реално прејуваат на сликата и треба уште малку трпение, иако пласманот на табелата и боденото салдо не го ветува тоа. Вардар е закотвен на фудбалските мапи и ќе оди на добро без оглед на моменталната резултатска криза и ќе остане вечен како Петроварадинската тврдина, која векови наназад е символ за некаков непокор
символ за чувар на градот. Така и фудбалскиот клуб Вардар е символ на Скопје, символ за фудбалската приказна на Скопје и фудбалската приказна на Македонија. Така било, така е сега и така ќе остане без оглед на моменталниот пласман и бодовно салдо на Вардар. Вчера на ова место, додека ја снимавме емисијата за Вардар, беше укотен брод, ресторан, хотел, прекрасна гледка и како што реков, капетанот одлучил и со дозвола на капетанијата, бродот е поместен и опловил по оваа широчина и должина на Дунав. На подобро, најверојатно на подобро. Ете така и фудбалски клуб Вардар, кога тогаш ќе отплови од таа позиција каде што е сега на табелата и ќе оди на подобро. Се чека можеби дозвола од новиот капетан, а може и од стариот. Како и да е, Вардар ќе отплови на подобри позиции кога и да е, исто како што и ова се случи. Прашање на време.